Законите за укинување на техничката влада и за забрана за двојно државјанство на пратениците денеска се на комисиска расправа, а веднаш потоа и на пленарна седница. Одиме во живо во собранието каде е колешката Катерина Нешкова. Катерина, очигледно намерата на власта е двата закони да бидат донесени до крајот на денот. Каква е агендата во собранието и кој е ставот на пратениците? Така, токму така, плановите се овие два битни закони. Првиот за укинување на техничката влада не на наредните избори, бидејќи тогаш таа се уште ќе постои, но веднаш изборите кои што би дошле по ваквите следни избори, но и укинувањето на можноста за двојно државјанство на пратениците да поминат уште денеска. Комисијата за политички систем треба да започне за некоја минута, некаде околу 12 часот и 20 минути, тогаш се очекува да ги видиме и конечните ставови на пратеничките партии. Впрочем, законот за техничка влада е владин предлог, за укинување на техничката влада е владин предлог, но и покрај тоа што мнозинството рече дека има поддршка ваквиот закон, опозицијската СДСМ е против, таа својот став го искажува веќе подолго време, а денеска лидерот на оваа партија Венко Филипче излезе дури со став дека доколку не биде повлечен ваквиот закон, тогаш тие ќе се повлечат и од работната група за изборниот законник. Филипче смета дека укинувањето нема услови за укинување на техничката влада и таа е гаранција за спроведување на фери и демократски избори. Смета дека државата се подготвува за предвремени избори, иако од владата засега демантираат, но и дека и покрај тоа што ќе биде донесен ваквиот закон, имајќи предвид дека власта го поседува потребното мнозинство и нема опозицијата да учествува во таков случај во работната група за изборниот законник, тие сепак би учествувале дури и на предвремени избори. Ова е изјава, ја гледаме во продолжение. Доколку денеска овој закон помине на комисија и власта продолжи да ја тера собраниската процедура, нашата пратеничка група се повлекува од работната група за работа на изборниот закон. Овој закон за влада и укинување на првинската влада мора власта да го повлече. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да подсетам, тој закон беше донесен за изборите во 2016 година, но на барање на Христијан Мицковски законот беше вратен во 2018 година и така важеше на нивно барање и за парламентарните избори во 2020 година. Сега кога ќе снема пари у буџетот, ќе се распишат избори. И тоа е единствената причина поради која ќе се распишат предвремени избори. Дали ќе бидат до крај на година, дали ќе бидат следната, зошто им се брза тогаш со овој закон? Затоа што снемува пари во буџетот за нивните бизниси. Ете, тоа е суштината за се. А законот изборен не може да се донесе без нашата пратеничка група. Така, ова беше ставот на СДСМ поднос на законот за укинување на техничка влада. Во меѓувреме СДСМ поднесе нови измени на законот за влада. Овој пат се однесуваат на надоврзување на законското решение кој што е денеска и на комисија и на собрание, тоа е укинување на можноста за двојно државјанство на пратениците. Овој пат СДСМ предлага да се укине двојното државјанство и во рамките на владата и министрите, односно во извршната власт. Ваквото законско решение допрва влегува во процедура, како што кажав, денеска ќе се разговара за пратениците и ова решение е општо прифатено помеѓу пратеничките групи во парламентот, освен албанскиот блок, во каде што се уште постојат скепси како ваквиот закон ќе профункционира во пракса, но и дали се работи за уставно решение, имајќи предвид дека во Македонија не е забрането да се поседува државјанство
и на друга држава. СДСМ ќе го поддржи, како што кажав, ова законско решение за укинување на двојното државјанство на пратениците, но ќе има амандмани со кои велат дека ќе се допрецизира ваквото решение да важи дури за овој пратенички состав. Еве ги ставовите на СДСМ и Левица за ова решение, со тоа што ставот на владеачката ВМРО-ДПМН е најавена за 15 на минути по однос на ваквите ставови на опозицијата со посебна изјава. Предлагаме амандмани за законот за влада кој што нема врска со законот за пржинска влада, кој што мора да има едно државјанство носителите на функциите во влада. И тоа е нашиот предлог закон. И дополнително даваме амандмани на предлогот кој што вчера го даде ВМРО-ДПМН, кој што не е јасно кажано во нивниот предлог. Дали тоа што тие го барат ќе важи и за овој актуелен пратенички состав? Нашето толкување е дека не. И затоа даваме амандмани да биде јасно и точно одредено со членови, со преодни завршни одредби. Тоа што сега е поднесено од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН за пратениците, закон за пратеници, да важи од овој актуелен пратенички состав. Јавни функционери не треба да имаат двојни државства. Ние го поддржавме значи овој предлог од ВМРО-ДПМН, иако јас мислам дека е, како да ви кажам, ќе се донесе за да не се донесе. Ќе го поддржиме предлогот од СДСМ, да не го предложа колегите од СДСМ, ние нешто слично ќе продолжевме, и не само за владата, значи и за министрите. Таму суштина и најмногу треба да важи во извршната власт. Треба да важи и на сите значи јавни предпријатија и останати агенции кои што ги имаме, затоа што голем дел од нив соработуваат и со други држави и апсолутно е недозволено да имаат две државенства. Така, тоа се ставовите на опозицијата, како што кажав, го очекуваме и реакцијата од власта за ваквите предлози на опозицијата за овие две клучни прашања. Следува и амандманската расправа во Комисијата за политички систем, а за попладне е закажана и продолжение на вчерашната седница, на која што се очекува и конечно да бидат изгласани овие законски измени пред се за укинување на техничката влада за не за следните, туку за тие избори по нив, како и за укинување на двојното државјанство за пратеници. Катерина Нешкова, стануваш во собранието да ги проследиш сите овие седници, многу повеќе од тебе очекуваме во вестите во 16.